Во ова брзо и динамично време, полно со искушенија, проблеми и пороци, црквата и религијата играат голема улога во пронаоѓањето на вистинскиот животен пат кај човекот. Токму доближувањето на младите кон Бога е целта на свештенството од црквата Света Богородица Каменско од Охрид, каде од оваа сабота ќе започнат да се организираат интерактивни трибини, се со цел младите да се доближат до Бог и религијата, да го разберат значењето на црквата, но и таа да ги чуе нив. Трибините ќе се одржуваат во 17 часот секоја сабота, а може да учествува секој заинтересиран, вели отец Љупчо Бакрачевски, кој е креатор и иницијатор на трибините. Првата тема оваа сабота ќе биде заедницата која го преживеа падот. Ова е нешто ново, не станува збор за веронаука класична или од класичен тип која ја познаваме. И тука е целта двојна, значи сугуба што велиме со црковнословенски речник. Целта ни е да ги доближиме и да им објасниме црквата на младите, за да го чујат гласот на црквата, меѓутоа исто така цел ни е и црквата да го чуе гласот на младиот православен свет. Бидејќи во денешно време многу тешко младиот човек се соочува со разноразни искушенија, премрежија, преполно пороци и веќе доаѓаме до ситуација каде што дури младиот човек веќе не знае кој светски тренд е полезен или е нормално да се прифаќа, да се биде модерен, а кој веќе станува душе погубена. Тоа е страшно за секоја душа, особено за православниот човек, што мора да знае кон што се стреми и како раководи со својот живот, како понатаму кога стапува во брачна заедница, како со децата, како кога децата му доаѓаат во период да се образуваат, додат на училиште и така натаму. Значи, накратко кажано, станува збор за интерактивна трибина, која ќе се случува секоја сабота после вечерната богослужба, значи во 17 часот, во административните простори на црквата Богородица Каменско. Трибините се од отворен тип, добре дојдене секој човек и потенцираме дека трибините се интерактивни, значи станува збор за предавања, меѓутоа со многу повеќе време оставено за прашање, за размислување, за дебати, за дискусии и така натаму. И еве веќе со благослов на нашиот митрополит, неговото високо преосвештенство господинот Георги, од оваа сабота, значи сега во 17 часот започнува тој циклус на трибини и првата тема е заедницата која го преживеа падот. Под заедница мислиме на брачна заедница, под падот мислиме се разбира на падот во грев и изгонувањето на Адам и Ева од рајот, а под преживување подразбираме моментот дека тие беа и во рајот како заедница, меѓутоа и на земјата остана во таква заедница, значи го сочуваа тоа единство. Тоа ќе биде во два дела. Првиот дел станува збор се разбира за пред падот, вториот дел после падот. Секој млад човек е повикан, е добре дојден пред се, тоа е многу важно да го потенцираме дека е добре дојден пред се секој. Ќе има место за секој да постави прашање, ќе има место за секаква дискусија да се отвори, ќе оставиме простор за да јавноста го искаже и своето мислење и своето незадоволство и така натаму. Така што се надеваме на добар, убав, отворен пристап кон младите, бидејќи не станува збор, како што реков, за класична веронаука, каде што имаме предавач, па се аудиториумот слуша, туку овде веќе имаме конкретна тема која се предава, меѓутоа оставаме после многу место и многу повеќе место, тројно да речеме, од предавањето за самата таа интеракција. Што ви инспирираше за вакво нешто? Начнавте малце на почетокот, неве, ајде, подетално. Што ви инспирираше да направите една ваква тематика? Па вака, ова е во размислување веќе некое време подолго. Ова не е од сега. Меѓутоа, ете, ние знаеме дека без Божја волја не може ништо, па ете сега се исполни времето ова да настане. Меѓутоа, инспирацијата главна ми беше средбата со младиот свет, бидејќи јас како млад човек пред се, покрај што сум свештеник, се соочувам со луѓе од сите и социјални категории и
од образовен карактер, значи со различни луѓе, и често низ разговорите со младиот свет чувствував некоја потреба дека младиот човек ќе чувствува црквата како нешто круто, како нешто далечно, како нешто недостижно, како нешто за кое самиот човек не е достоен. И ние се разбира дека како луѓе не сме достојни со својата грешност, меѓутоа сите сме повикани и кон покаяние и се разбира сме повикани кон спасение, бидејќи Бог така и со отворени раце не прима. Всушност, евангелската проповед апостолите ја започнаа токму со зборовите Христови: одете, научете ги сите народи, крштевајќи ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, што значи дава простор за секој човек да чуе за Евангелието, да чуе за Христос воскреснатиот, и со тоа сите да станеме негови наследници или наследници на тој Божи збор кој самото Слово Божјо го проповедаше на земјата. Се надевам на голем интерес и дај Боже да таа сала каде што почнеме за брзо време ќе биде премала за таквата бројка на луѓе, и се надевам дека интересот покрај ова што го зборуваме во средбите во околината, тој ќе донесе плод кога веќе има еден чекор кој го прави црквата, и се надевам, се разбира по Божја волја да интересот е голем. И навистина очекувам. Меѓутоа знаеме сите дека не зависи од нас. Очекувањата наши се едно, меѓутоа зашто ќе стане збор. Инаку посетеноста на црковните храмови низ Охрид од година во година се зголемува како од домашните верници, така и од странските туристи. Многобројните цркви и манастири и понатаму се магнет за посетителите. Колку што ние бележиме и забележуваме, посетеноста се зголемува. Се разбира како туристички град Охрид најголем дел од туристите ги носи токму заради верскиот аспект на туризмот. Меѓутоа и љубопитниот свет што е надвор од христијанството, знаеме сите дека не може човек да дојде во Охрид да не појде на Плавошник, да не појде во Света Софија или Свети Наум, така натаму. А од аспект на наши верници, се зголемен број на млади луѓе чувствуваме дека ги полни храмовите и веќе станува збор за веќе активни црковни заедници при сите храмови, особено во Охрид, меѓутоа и на ниво на Дебарско-Кичевската епархија. Посетеноста во храмовите е на солидно ниво, да речем. Ние секогаш би сакале да се што повеќе и повеќе, се разбира, меѓутоа ако можеме да речеме да се пофалиме дека имаме навистина полни храмови, здрав црковен живот, здрави црковни заедници. Овде во секоја недела имаме едно чудо дечиња кои редовно доаѓаат и се причестуваат и растат покрај и со црквата, и затоа ние нам како свештенство многу многу мило и драго. Да, и за крај уште едно прашање: во каква состојба се црковните храмови во Охрид? Дали се чуваат? Колку што се може, се гледа на заштита, на реновирање на сите храмови, особено на активните, меѓутоа поголем дел од храмовите се под заштита на Министерството за култура, односно на Завод и музеј, така што се гледа да се зачува автентичноста, да се зачува пред се и функционалноста, бидејќи не само треба да е автентичен храм, туку треба да е и безбеден за богослужење и така натаму, така што особено во Охрид се води особена грижа за храмовите во тој поглед. Некои понови истражувања покажуваат дека Македонија е генерално религиозна држава, и тоа важи како за христијаните, така и за верниците кои се припадници на исламската религија, вклучително и кога станува збор за помладите генерации. Значаен дел од младите од двете главни вероисповести релативно често ги посетуваат верските храмови, како еден од сегментите на практикување на религијата.